Стигнавте? Еве сме, здраво Андријана. Добре дојдовте во Дом со нула отпад. Таман ме фативте, само што се вратив од пазарење. Супер, тоа е тоа. Сакавме да те фатиме на дело. Пред се, кажи ми, што е нула отпад? Нула отпад е животна филозофија која што те поттикнува да си ги приспиташ потрошувачките навики и да правиш што е можно помалку ѓубре во домаќинството. И сакаш да кажеш дека ти пазариш нула отпад? Се трудам. Како тоа изгледа? Има вака некако. Значи, се пазари со своји садови, со своји торбулиња, со своји торби. Денес купивме сјаи за садови, купивме лиќа, тоа ќе ручаме, купивме спанаги за утре и му купив маслинки на сопругот. Обично спанакот знае да биде влажен и да се процеди низ торбата или пак на пример на лето јаготките да се смачкаат. Како ги пазариш влажните намирници? Еве баш вака, со овие торби. Ги имаме веќе неколку години и се направени од материјал кој што многу лесно може да се исплакне и уште полесно да се исуши. Сега, влеговме во твојата кујна и не можев да не забележам дека имаше една кеса со ѓубре. Нели сме во Дом со нула отпад? Да, ама тоа не значи дека ќе нема ѓубре. Едноставно нула отпад не значи автоматски нула. Живееме во несовршен систем и додека системот е таков, секој пат ќе има ѓубре. А дали селектираш? Се разбира. И најважната селекција која што би требало секој од нас да ја прави е селекцијата на органскиот отпад, на кој што во кујната отпаѓа дури до 30 или 40%. И доколку го промешаме со кафеава материја или со земја, многу лесно може да се добие компост, односно ѓубриво. А пластика и хартија селектираш? Се разбира. Затоа имаме канта и кеса на терасата. Сега да речеме дека пазарењето по бакалниците е лесно да се случи со нула отпад филозофијата. Меѓутоа, што е со средствата за нега и хигиена? Јас би рекла дека тоа е уште полесно. Ќе ти покажам, дојди со мене. Ајде, одиме во бањата. Да. Дали користите тоалет? Се разбира. Го купуваме на парче, иако ако мене ме прашуваш, повеќе би сакала да имам биде. А како ги пераш лиштата? Со прашок го купуваме во картонска кутија. Како миете раце? Со сапун, кој што исто така го купуваме во хартиено пакување. А коса и тело? Одговорот е ист, со сапун, кој што го користиме и за коса и за тело. А дали користите сунгер? Не ни треба. А што е со завесата од тушкабината? Добро забележа. Едноставно свативме дека многу брзо ни се кинат и дека се башка направени од штитна ПВЦ пластика, така што решивме скроз да ги сврлиме од бањата. Забележав еден брич како што користеше и дедо ми. Да, и овој од дедо ми, метален е. Жилетите ги купувам на пазар и јас си го користам кога ми треба. Како миете заби? Како и сите други, со тоа што некои од членовите на моето семејство мијат со пластична читка, јас мијам со бамбусова читка. За децата купуваме купечки пасти, а пастата што ја користиме со сопругот си ја правиме сами. Ја правите сами дома? Да, и баш сега гледам дека ми е при крај, така што ако сакаш можеме да направиме. Може, супер. Ќе ми кажеш ли што е потребно за една паста за заби? Да, потребни се многу малку работи, односно 3. Ни треба сода бикарбонат, која што може да се купи на рифус кај нас. Ни треба кокосово масло и ни треба есенцијално масло од нане. И буквално се потребни 5 минути за да се направи. Изгледа лесно колку што кажуваш. Андријана, како дојде да живееш во Дом со нула отпад? Како започна приказната? Мојата приказна започнува пред едно 6-7 години кога бев прв пат бремена. И тогаш всушност на плажа си ја понесов книгата Дом со нула отпад. И како што ја читав, во суштина сватив дека секој од нас би можел да направи многу повеќе од што само да го фрли ѓубрето во канта. И од тогаш не само што ја приведов на македонски, туку и се обидов да живеам во тој стил. И добро, сакаш да ми кажеш дека ја прочита книгата и пуф од утредента нула отпад? Се разбира дека не, треба време. Јас првите неколку месеци и цело време наблюдував, обсервирав, потоа се фрустрирав затоа што сватив дека живееме во систем каков што живееме, ама после тоа ги засукав ракавите и си реков ајде да видиме што од ова може да се спроведе во пракса. Доста од работите ги правиш сама дома. Дали тоа значи дека не купуваш производи? Не. Дел од работите, како што се оваа паста или, например, овој пилинг за тело, направен од кафе, секој од нас би можел да се обиде да си ги направи дома, затоа што потребни се буквално 5 минути за да се направат и башка се со многу поздрав сустав. Ама од времето кога јас почнав да го истражувам пазарот па до денеска, нештата се сменети на подобро и денеска имаме многу повеќе опции. Сакаш ли да ми покажеш? Се разбира. Дојди со мене во спалната.
Што имаме тука? Имаме путер за тело, имаме скраб за тело, односно за лице, имаме мастодневен, имаме природен дезодоранс, односно стик, кој што е достапен во стаклена тегличка и се разбира менструална чашка која што е супер замена за еднократните менструални производи. Забележав едно бебешко креветче. Што се случува со пелените? За второто дете решивме да се охрабриме и да користиме реупотребливи пелени и всушност на тој начин прилично го намаливме количеството на ѓубре што завршува во кантата во бањата. Арно ама, има една работа која што не ми оди толку од рака и која што не успевам да ја намалам онолку колку што би сакала, а тоа, верували или не, се играчките. Ги имаме во многу поголема количина од што јас лично би сакала, бешка најголемиот дел се направени од пластика, меѓутоа, како и за си друго, така и тука има подобри опции и се разбира наше е да ги избереме. Многу добро звучи ова, меѓутоа ако сакам јас утре да започнам да живеам со филозофијата нула отпад, што би ми препорачал? Па мислам дека клучно е да сватиме дека секој од нас на никаков начин придонесува кон загадувањето, односно кон количеството на ѓубре што завршува на депониите. И следствено на тоа секој од нас, онолку колку што може се разбира, би требало да се обиде нешто да смени. И ми се чини дека од тука информирањето и едукацијата се многу важни. Затоа и со сопругот се обидуваме да им дадеме пример на нашите деца, затоа што нели преку пример најубаво и најлесно се учи. А кога веќе ги спомнав децата, текна дека треба да одам по ќерка ми во училиште. Андријана, фала ти многу. Фала ти тебе, само пред да одиш, да ти дадам една гранула, ја правевме синоќа со децата и има многу малку отпад. Фала ти многу, Андријана. Се гледаме во наредна прилика. Фала ти. Чао.